Добар ден до сите ученици. Моето име е Жарко Алексански, предавам во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковци. Денеска ќе ви презентирам оваа лекција по предметот географија за 6 одделение. Следна лекција за презентација е лекцијата за движење на воздухот. Додека сите вие ќе ја читате оваа лекција, ќе треба да го научите следното. Зошто доаѓа до појава на ветрови, од што зависи и силата, брзината и правецот на ветерот, да ги разликувате ветровите според време и траењето и да ги опишувате ветровите според нивните карактеристики. За да успееме да ја реализираме оваа лекција, сите вас ќе биде потребно пенкало, тетрадка и карта на свет, може и атлас. Прво и основно е зошто доаѓа до појава на ветер. Кога во две соседни области воздушниот притисок е различен, тоест во едната повисок, а во другата понисок, во тој случај настанува хоризонтално движење на воздухот или ветер. Силината на овој ветер најмногу зависи од разликата во притисокот. Доколку разликата е поголема, дотолку и ветерот ќе биде посилен. Слабиот ветер се вика ветрец, а многу силниот ветер оркан. На овие две слики подолу ги се покажани условите кога времето е прилично ветровито. Првата слика ви е во воздухот, втората слика ви е ветровито време на некоја водена површина. Како се определува брзина и правец на ветерот? Значи, сите ветрови со брзина над 1000 км на час се викаат оркански ветрови. Овие ветрови предизвикуваат големи елементарни непогоди. Значи, корна трвја, уриваат куки и покриви на куките и создаваат високи бранови во морињата и океаните. Направата со која се определува правецот на ветерот се вика ветропес. Тука на оваа слика може да видите како изгледа оваа направа ветропес. Овие направи ветропес најчесто се поставуваат на отворени ридести места или во близина на метеоролошките станици. Поставувањето на ридести или ридско-планински предели затоа што на овие повисоки предели најдобро се определува и чувствува брзината и силината на ветерот. Сега да видиме какви видови на ветрови постојат. Во зависност од време траењето и просторот кај се појавуваат, ветровите се поделени во три групи: постојани, периодични и локални ветрови. Постојаните или планетарни ветрови константно дуваат преку целата година на одреден простор и со одреден правец. Затоа и самиот збор ги кажува постојани, бидејќи постојано и константно дува. Најпознати постојани ветрови се пасатите, западните и поларните ветрови. Периодичните ветрови може да бидат сезонски или дневни. На оваа слика, ученици, ви е представена последицата силен урагански ветер. Значи, овие урагански ветрови дуваат со огромна брзина и со нивната сила рушат, пустошат се пред себе. Забележувате, значи, на ова крајбрежје, како тите бродови, куки и покриви се оштетени од овие урагански ветрови. Монзонските ветрови се појавуваат во Јужна и Југоисточна Азија и тие преку лето дуваат како летни монсуни, значи од морето кон копното, и носат олумни врнежи на дожд, а во зима е обртно. Тие се суви и дуваат од копното кон морето. Еве на оваа слика ви е представена една појава на монсунски ветер. Значи, овие монсуни се образуваат на бреговите на океаните. Најголемите монсуни се создаваат над Индискиот океан и јужниот дел на Азија. Во летниот период, кога дуваат од морето кон копното, достигнуваат дури до планинскиот венец Хималај, а во зима обратно, од Хималаите тргнуваат
идуваат кон морето или океанот. Локалните или местни ветрови се појавуваат само во одредени области. Такви ветрови се бура кај Јадранското приморје, кошава во Војводина, торнадо во јужните делови на Северна Америка и вардарец по долината на Вардар во нашата земја. Ученици, на оваа слика ви е поставено како изгледа на појава на торнадо. Значи, торнадото е најсилна бура од сите. Карактеристично е по тоа што облакот свртува во вид на цилиндар. Значи, забележувате тука како од небото, од копното, облакот прави форма на цилиндар, дуа со огромна брзина и пустоши јурива се пред себе. Полудневни ветрови се дневниот и ноќниот ветер, долинскиот и горскиот или планинскиот ветер. Тие се јавуваат поради нееднакво загревање на воздухот во текот на денот и ноќта или на планините и котлините. Тука сите вие треба да го стопирате оваа видео, да ги запишете овие 7 прашања во тетрадка или на бел лист и да дадете соодветен одговор. Поради кои причини доаѓа до појава на ветер, во кој правец се движи ветерот, како се поделени ветровите, кои се постојани ветрови и каде се јавуваат истите, да наброите некои периодични ветрови, кои ветрови се појавуваат во вашиот крај и со што се мери правецот на ветерот. Кога ќе ја совладате оваа видеопрезентација, ќе одговорите на овие 7 прашања, истите ќе ги презентирате пред вашиот наставник во соодветното училиште. И за крај, ученици, имаме нешто што е незадолжително, а служи за тие што ги интересира или што сакаат да научат повеќе. Значи, торнадо е еден од најсилните ветрови кои има пречник движење од 50 до 1000 метри. Орканите или силните ветрови во САД се викаат урагани, во Средна Америка харикени, во Јапонија и Кина тајфуни и во Австралија вили-вили. Најсилен ветер кој се јавил на земјината површина е појавата на торнадо 1999 година во Оклахома, САД, со брзина од 512 км/ч. За лесни ветрови се сметаат оние кога воздушните маси се движат со брзина од 9 км/ч. Тоа би било се за денешнава лекција, ученици. Се надевам дека успешно ви ги презентирав овие работи и дека ќе успеете да дадете соодветен одговор на овие 7 прашања кои се дадени како домашна задача. Ви благодарам за одвоеното време и имате убав ден.